Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце, гостин Стојанче Ангелов. Малку беше апанса, само беше прилично актуелно по социјалните мрежи. Пред да почнеме, добро вечер господине Ангелов, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за можноста да гостувам во вашата емисија и на самиот почеток, пред да почнете да ме дрмате со прашања, би сакал само да кажам вечна и слава на загинатите македонски брнители, припадници на македонската армија Димитар Двојаковски и Владко Петров, кои што загинаа на денешен ден некаде во близина на споменикот на Учака, поточно во Ваксинце. Нека е вечна славата споменот на овие храбри луѓе и на сите загинати брнители од 2001 година. За секојаш треба да го чуваме во нас и онолку колку што можеме да помагаме на нивните семејства. Стојанче, кога прв пат дојде кај мене у емисија? Па има некои 15 на години. Што беше првиот повод? Бранителите. Во тој момент тогашната влада вршеше, би рекол, еден прогон врз бранителите, односно бараше од војните инвалиди кои што имаат земана оштета да ја вратат со законска затезна камата, како да тоа беше малку, после известно време поднесоа тужби и против семејствата на загинатите од Вејце, но благодарение на силната кампања на достоинство и јавниот притисок и на разбирање на тогашната влада, после неколку годишна битка и благодарение на вас, затоа што вие во вашата емисија ги пуштавте нашите документарци, и тоа би рекол обилно во повеќе наврати, тешки документарци на достоинство, во кои што беа опишани судбините на неколку семејства на загинати брнители, како и судбините на неколку војни инвалиди. Благодарение на таа кампања, владата увиде дека е нехумана нивната постапка и иако од формално правен аспект имаше низа реални проблеми, тие на најдобар начин собраа храброст и донесоа одлука на владата со која што ги прекинаа тужбите против војните инвалиди и семејствата на загинати и престанаа да ги одземат парите кои што веќе беа почнале да ги војните инвалиди да ги враќаат назад. А на тие што им ги одземаа во меѓувреме по судски постапки и така натаму? Во тој момент луѓето кои што почнаа да ја враќаат оштетата беа на почеток и сметам дека на тој начин тоа болно прашање беше затворено, но четворица војни инвалиди од различни причини, тројца од нив во тој период редовно се појавуваа на пресконференции со мене, но поради апсурдни изговори, овде не можам да барам политичка одговорност од врвот на тогаш владеачката ВМРО ДПМН, бидејќи едниот случај беше окарактеризиран како сообраќајна несреќа, се работи за полицајецот Маријан од Куманово, кој што возејќи ноќно време, зборувам во 2001 година, без запалени светла, бидејќи на фронт не се вози со запалени светла со полициски джип, наишол на армиски джип кој што исто така се движел со исклучени светла и дошол до директен судар, при што имало повреди. Маријан бил искршен. За жал, Маријан потоа беше тужен и Маријан денес со камата ја враќа земената оштета. Но не е само Маријан, и капетанот Сашо Величковски од Куманово, поранешен армиски капетан, сега во пензија, исто така е тешко ранет. Тој во 99 година на границата со Србија
активирал експлозивна направа, предпоставам дека се работи за противпешадиска одскочна распрскувачка мина, која што по активирањето лета над земја и експлодира приближно 1 метар над земја. Во неговото тело имало околу 120 шрапнели, неколку прсти на раците и на нозете скинати, шрапнели во главата, во целото тело, во нозете, во И рацете. преживеал свето. Тешка агонија, борба меѓу животот и смртта, бидејќи немало кој да го транспортира, чекале повеќе часови да дојде хеликоптер на тогашниот КФОР, кој што го пренел до воената болница, каде што после неколку дневна борба за живот остана жив. Денес има 100 шрапнели во неговото тело и овој храбар човек, родител на 2 студенти, денес со камата ја враќа земената оштета, ја враќа веќе 10 години. Но имаме уште 2 примери, еден полицаец кој што за жал бил на овој денешен ден во возилото во кој што загинаа припадниците на армијата Димитар Двојаковски и Владко Петров. Тие во Ваксинце наишле на препрека на патот, се договориле да скокнат од оклопниот транспортер, да ја тргнат препреката и да продолжат напред. Во моментов кога ги појавили своите глави надвор од безбедноста на оклопот на транспортерот, биле погодени со по неколку куршуми во глава и Димитар и Владко, додека Димче, храбар професионален војник, сега е припадник на граничната полиција, се обидол едниот од нив да го врати назад, го повлекол неговото тело, не бил свесен дека е погоден во глава, притоа мозокот на погодениот припадник на армијата, кога Димче го тргнал неговиот шлем да види за каква повреда се работи, се растекол по неговите раце, крв, мозок, парчиња од главата на сите страни. Овој Димче 10 години, можеби помалку, тој почна некаде во 2007 да ја враќа оштетата пред промената на власта, ги враќа со камата земените пари како оштета. Имам уште еден полицаец кој што е ранет во полициско дејствие, ранет со неколку куршуми во предолот на раката, 4 храбри јунаци, 4 припадници на македонските безбедносни сили, тешко ранети. Јас со промената на власта зборував со тогашниот премиер Заев и имавме договор веднаш да биде решен овој проблем. Јас прво како вработен во МВР, тогаш бев државен советник, покренав иницијатива и до владата и до МВР, кај Оливер Најдов на големо разбирање, тој ги туркаше овие иницијативи, ги буткаше напред да поминат на комисиите, но секогаш кога ќе дојдевме до генералниот секретаријат, иницијативите паѓаа на законодавно-правната комисија. Има една абсурдна ситуација. Што е тоа генерален секретаријат? Пошто знаеш вака кога ќе почне формално правно да ми објаснуваш, Државни секретари, некако, знаеш како? Филтер, разбирам. Ја те разбирам дека, знаеш, тоа звучи како оправдување. Не дека ти било твоја работа, ти си се заложил Јанко, за тоа не е сето тоа. оправдување. Ама знаеш како? Абсурдот е вака, секој министерство има државен секретар. Тие го сочинува, тој не знам, генерален секретаријал или како и да се вика. Бев присутен на седница кога представникот на ДУИ се... Што е тоа генерален Представникот на секретаријат? ДУИ ги тоа е тело во владата, кое што го предводи порано Рашковски, потоа Мухамед Закири, сега имаме нов генерал. Све лепотани. И Не, што е тогаш Рашковски даваш отворена поддршка. значи Ама зошто не тоа се е реши? првиот Ама, филтер. Мене, леле, Стојанче, извини, многу, Истото се знаеш што, прашувам имаме и јас. пријателски. Ама ништо мене не ми Истото значи, се види, прашувам слушај, и јас. Камерманов те фалеше, ама лоши кадри ти направи. Истото се прашувам и јас, бидејќи жестоко се борев неколку пати, Ама ја не знам дали жестоко иницијативата. си се борел или не. истата- Дали ти сваќаш дека нема резултат? Абе, знаеш, чекај сега, пази, Во ти не си ли моментов- повикан да одговараш на ова? Случајно дојдовме на Зошто јас муабетот. слободно зборувам на сите Ама теми. уште збориш дека тие луѓе отплаќаат и ти ми збориш за херој. Како бе херој? Абе херој е славен. Херои се овие од УЧК. Ние немаме херој од нашите бранители. Вие сте Ние животни, имаме херој, вие сте прогонети. Ние имаме херој. Ако некој од власта Абе, не признава за херој, тоа не е за нас пресудно, бидејќи овие луѓе во моите очи, во очите на македонската јавност се херои, но токму од тие причини со доаѓањето на новиот премиер направив јавна пресконференција на која што целата јавност ја запознав со овој проблем и мислам дека требаше денес да помине во влада, но јас сум убеден дека наредната недела ќе помине. Денес премиерот не беше на седница на влада, беше одсутен, но борбата беше Што правевте бе многотрпна. 5 години бе? Што Истото се деша? прашувам и јас. Добро, што се тие? Ај, добро, молим те бе, за правно неписмени новинари како што сум јас, ај не Вие сум сте ни правно новинар. писмен.
Објасни ми, што се тие заврзлами, зашто не можело законски тоа да се спроведе? Абе, тоа е, како да ти кажам, Стојанче, не знам, окей, дај им на луѓето пари и пријатно. Game over. Јанко, Што е проблем законскиот? Каде? Некој кој што земал пари како оштета затоа што го изгубил делумно своето здравје, има законот за облигации, членот закон за облигации кој што ги амнестира таквите луѓе. Ја не знам што се случува на вистина со нашата држава. Јас сум дел од власта, јас имав согласност на премиерот, инвалидите ги носев кај премиерот и премиерот генерално иронијата е во тоа што премиерот ја тургаше работата и пак не успеавме да ја завршиме, затоа што начинот на кој што функционира оваа влада е поинаков, односно имаме таму лица кои што може да стават вето дури и на насоките на премиерот. Ако ставаат вето, прво, Погрешно една работа. вето би рекол. Значи, Стојанче, јас со тебе поинаку се договорам. Со сите други им викам, сега разговарав со колегиве мои. Значи, кога треба нешто за работа, заврши ја работата, напиши ми мејл. За да имам написмено дека ти си ми дал наредба тоа да се заврши, за утре да не испадне, ја нешто самоволно сум взела. Дали има писмен документ кој утре те барем за образ дека некој, дека Петко Јанковски како премиер на влада направил за тоа да помине, али не му поминало. Кој не му поминал? Кој потпишал и образложение зошто луѓе кои животот и здравието си го жртвувале за оваа земја, ништо лошо не направиле, значи буквално херои, биле повикани на фронт, настраделе и некој се изживува зошто им дале поддршка финансиска. Не, објасни ми и покажи ми врз која основа. Не ми кажи, слушај, јас се сретнав со него у ходник, ми рече, важи, нема проблем. Тоа не важи. Како државен советник во МВР поднесов иницијатива, нормално уредно заверена во владата, и ја чувам. Потоа поднесов во 2 наврати иницијатива и до владата, односно до премиерот Зоран Заев, и бидејќи имаше проблем од законодавно-правната комисија, се одлучивме да одиме со друга варијанта и таа ја чувам за на крај да поднесеме нова иницијатива до актуелниот премиер. Што е проблемот? Имало проблем. Што е проблемот? Среќа е во овој момент тоа што министерот Оливер Спасовски, новата министерска за одбрана Славјанка Петорска цврсто застанаа за оваа иницијатива и јас сум убеден дека наредната недела истата ќе помине. Но ја би ве прашал истото, за мене е неразумно и нелогично и абсурдно, но од друга страна, доколку јас не ја актуализирам оваа тема, доколку јас не зборувам на оваа тема, бидејќи вие имате право, јас сум дел од власта, а зборувам за една неправда направена од власта на која што ја припаѓам. Но како дел од власта, јас ја актуализирав оваа проблематика и поднесов легални иницијативи, бидејќи правењето на пресконференции само за себе не дава многу резултати. Друго е кога вие ќе поднесете иницијатива, како што вие рековте, не е на разговор, туку имаме формално правен документ и мислам дека најпосле ова прашање ќе биде затворено. Иронијата е во тоа што и во времето на владата на ВМРО ДПМН и во времето на владата на СДСМ имаме војни инвалиди кои што се тужени со тоа што сега бројот е драстично помал. Сега се 4, тогаш беа повеќе од 30-тина, вклучително и семејствата на загинатите од Вејце. Што беше причината владата на Груевски да ги гони бранителите? Врховниот суд, кој што донесе една пресуда, која што според мене е неправедна и би рекол неправна, но тоа е голем проблем затоа што во 2001 година ние немавме прогласено воена состојба. Тоа значи дека полицаец, сообраќаец од Берово е сообраќаец. Вие не може да го однесете во Тетово и да му дадете митрлес. Ако се прогласи воена состојба, тогаш ние сме должни да војуваме. Кога не е воена состојба, ние војувавме за да ја бранеме татковината. Ние на еден начин не бевме должни. Што беше 2001, Стојанче? За жал, формално правен одговор на ова прашање нема. Борба за територии, според мене, до ден денес. Војна или што? Што е борба за територии? Војна, воен конфликт, внатрешен вооружен судар, меѓуетнички конфликт, чие што позадина според мене до ден денес е борба за територии. Јас секогаш го кажувам ова мое тврдење и никогаш нема да добиам поинаква перцепција. Тоа дека се работело за борба за права, според мене е само еден смешен изговор во кој што јас нема никогаш да поверувам. Изговори. 2001 ние бевме во војна.
од помал обем и во таа војна ние победивме, иако има... Кој победил? Ние припадниците на македонските безбедносни сили. Ја не гледам ваш споменик од 40 метра, а гледам ти споменик кој фали, Стојанче. Сте биле во прилеп на кружниот ток на влезот во градот. Има споменик, може не е 40, ама има 20 метри. Сте биле во Битола, на местото каде што завршува широк сокак. Сте биле во Скопје кај Собранието. Значи, ние имаме, видете, ова темата со спомениците, ние имаме достоинствени споменици за сите загинати бранители. Okay, имаш право да ме фаќаш за збор. Имаме спортски сали, во штип, мостови, улици кои што го носат. Судски се прогонуваат оние кои се бореа на страната не, на УЧК. Не бидејќи не зема оштета. Не, но не зема оштета. Да, не зема оштета, ама зема нешто друго оштета. На друг начин. Малце поинтелигентни и полукави беа од нас. И они беа обештетени на Јас само сакам мојата поента да завршам, бидејќи вие ме прекинавте, кој тоа победи во 2001? Да, кој победи? Многумина спорат и смета дека ние сме губитници. Ако вие се согласувате со моето тврдење дека беше борба за територија, а не мора да се согласите. Тоа е мој став и став на мнозинството бранители. Територијата остана, никој не отцепи ниту педа македонска земја. Значи, тие не ја постигнаат својата цел, кога видоа дека не може да ја постигнат својата примарна цел, ја свртеа реториката кон човекови права. Во првите комуникеа на УЧК тие бара славо македонците да ги напуштат албанските територии. Буквално тие во нивните комуникеа, ја не зборувам на памет, бара македонците да се иселат од вековните огништа, бидејќи тоа била нивна албанска земја. Ние тоа не им го дозволивме и затоа сметам дека во таа 2001 година ние победивме. Нормално дека војната победа не беше чиста, пред се поради тоа што тоа не ни беше дозволено. Па можеби масата да била и кафеава и црна, но денес со ова искуство кое што го имам како политичар, гледајќи како функционира светот, Европа, Балканот посебно, ние завлакно избегнавме тешко крвопролевање, меѓуетничка војна од која што ќе немаше назад. А што беше тоа? Зар не беше меѓуетничка војна? Не зборам за обемот. Значи, бројот на жртвите, сепак имаме околу помалку од 70 на загинати припадници на безбедносните сили. Од наша страна? Од наша страна, од другата страна не може да знаеме, бројките се различни од 120, испод 120, но со оглед на тоа колкави споменици прават, верувам дека бројките се поголеми, но како и да е, бројот на жртви во Македонија, од наша страна или од двете страни, е неспоредлив со бројот на жртви во Косово, со бројот на жртви во Хрватска или во Босна, каде што гинеа илјадници луѓе, беа заробувани, исчезнати илјадници луѓе. Како пострадати? Ја и ти го зборевме ова, ама пред 15 години. Уште еднаш заатер на овие малце што подзабораваат или не знаат? При нападот на Рачиново, во Рачиново беше... Кажи ми, значи, година, условите што се дешава, раскажи ми ја твојата приказна. Јуни 2001 година УЧК прогласи слободна територија во Рачиново. Рачиново е на неколку километри воздушно од центарот на Скопје, од Македонското собрание, но и на неколку километри од аеродромот, од Скопскиот аеродром на Петровец. И ние подготвивме еден план. Планот го правеше генерал штабот на армијата, таму учествува и врвот на МВР, јас тогаш бев заменик командант на Тигрите. Ние учествувавме во подготовката на плановите, но целата таа војна стратегија и крупна тактика, мислам дека ја предводеше армијата, бидејќи тогаш началник на генерал штабот на армијата беше изворедниот генерал Панде Петровски. Навистина, според мен, извореден генерал, починат за жал. Ние како достоинство оддадовме едно признание, оддавајќи своевидно одликување на достоинство за него, на неговото семејство. Нападот на Рачиново започна на 22 јуни. Зборувам за артилерискиот напад. Се разбира дека имаше подготовки, а Рачиново беше блокирано од сите страни. Не можеше пиле да прелета. Тие филмови дека можеле да влезат, да излезат, тоа нема врска. Реално селото беше заобиколено со силни наши вооружени сили, значи артилерија користевме, хеликоптери, па дури ги употребивме авионите Сухои, кои што извршија исто неколку борбени летови и стрела неколку гранати. И знам хеликоптерите дека лета и стрелува. И авионите Сухоите во Рачиново беа употребени. Би рекол пробно. И нападот на селото започна. Јас
предводев група од тигрите која што вршеше влез од главната улица кога се влегува во Рачиново. Најпрво бев на Ридот, таму имаме многу Што беше тогаш почин? Мислам, поручник. тогаш беше поручник. Која Среќен предводеше? поручник. Ние сите кога учествуваме во војната бевме многу млади. Јас бев меѓу најстарите, имав дури 29 Кој беше командант на години. тигрите Генералот тогаш? Горан Здравковски. Горан Здравковски. Со кој што Он ве ден денес сме предводеше. извонредни. Па тигрите беа поделени на два дела. Еден дел напаѓаше од насока на Брњарци за да имат луѓето или од кај гробиштата. Едниот дел тргнавме по главната улица. Нормално дека планот беше еластичен, се прилагодувавме. Насоката по која што ние напаѓавме имаше и една група на волците, не знам со која јачина, претпоставам дека околу еден вод 30 на Лавовите не учествува? Не, можеби тогаш беше таа прва фаза на формирање на лавовите, кога на Галено ги викавме. Мачиња. Не, мачиња никој пат не сме ги викале. Бранко ги На викаше. почетокот ги викаа пара војска, но тоа беа храбри луѓе. Првите групи на лавовите беа храбри луѓе кои што се јавија да се борат за татковината. Беше, Не ми кажи. значи, Ги запознав можеби да дома кај учествувале во мене се- блокадата на Рачино, најверојатно имат учествувано, сега зборам за пешадискиот напад, го правеат тигрите и волците, движејќи се на едно место најдовме убиен припадник на УЧК и кога се обидовме да го обезбедиме телото, тука дојде до силно пукање, ние се движевме од една кон друга куќа, Денски ова, така? 3-4 попладне, можеби Попладне. 5 да беше, времето леташе и во еден момент една детонација ме занесе, ме би рекол дигнув воздух, треснав на земја. Ја мислев дека сум ранет од граната и додека бев во шок соба, но сум погоден во градниот кош, значи тука некаде над брадавицата со 7,62 пута 54, тоа е како Калашников, ама малку поголемо зрно со многу голема кинетичка енергија, покри плочата сум погоден. Многу лоша среќа имав плоча, ама и Снайпер? куршумот или снајпер или митралес, многу пукање имаше, никој не знае што беше. Мислам на вистина беше пеколно. Ти имаше Куршумот ми панцир? излега на влез излез низ сакаш кевларот, да. Ама на секој панцир Пробил, ти го проби Јанко, на секој панцир има предупредување не штити од пушчано зрно, од зрно од пушка. Можеби сега има и помодерни, ама треба да има плоча за да штити. Они од кевлар панцирите кои што се носат под кошула не штитат од пушка. Сега зборам за 2001 година, нека не ми земе за зло некој денес. Подсети ме само уште еднаш. Велиш додека одеше се случи експлозија. Добро, сега ние не одевме како на свадба, ние Не, знам дека се движевме од ползевте. куќа до куќа. Најтешката борба, тоа е Јас урбана слушнав борба. Токму така, тоа што сега се Беше случува во Украина. ти беше веќе во градот, во Во селото, селото бевме навлезени. навлезени. Уште беа мисля македонските куќи. И едноставно експлозија ме занесе, паднав, но истовремено ме Експлозија? погодил Чекај, ме буниш. РПГ, најверојатно од РПГ, ракета РПГ. Рачен фрлач на ракети. Во исти момент кога се случува експлозијата те погодува и куршум? Јанко, во исти момент имаше 100 куршуми, еден од тие 100 ме погодил мене. Во моментот на експлозијата. Зборуваме сега ние за престрелка, за Не, борба. се обидувам да сватам. Да. Од што пострада? Од куршумот не, или од јас експлозијата само или од слушнав двете? Силна детонација која што ме занесе и ме турна, ме тресна од Така. земја. Но и претходно паѓале до мене гранати, тоа не ми било сефте. Аха. И ја веднаш пробав да исползам. Во моментов кога пробав да заграбам со десната рака, не ја чувствував. И Тогаш свати дека тогаш си погоди. помисли дека ми е скината раката. Претходно во Матиче на еден припадник на тигрите, раката овде му беше скината, на кожа висеше. Тие слики се врежуваат. И се фатив, ова е буквално, пошто живо се сеќавам, и видов дека раката е тука, но не ми е функционална. Раката не едноставно не можев да ја користам. Почнав со левата да гребам и ја во првата фаза кажував дека сум исползил 5 метар 10, јас сум се помислил 5-6 сантима, сум претел во место. Кога напнав со левата рака силно да се извлечам, од силното напрегање само одеднашка ми дојде како да повраќам. Почнав да кашлам и ајде да кажам да повраќам крв, ама силни млазови на крв преку уста, затоа што ми биле скинати крупни крвни садови на десниот бел дроб. Знаете дека целата крв оде во белите дробови, имав многу силно крварење. Немаше болка? Не те болеше? Ма како не ме болеше? Поболно тоа нема, полоши од запко поправаш. Беше многу болно, бидејќи хематопнеумоторакс е диагнозата. Една од најстрашните болки е болка на бел дроб. По филмовите сте гледале кои ги бодат со цревца за да се направи рамнење на воздухот
пошто може белиот дроб да стане како тупаници, не ги знам тие медицински моменти, но знам дека болеше ужасно, затоа што ако ја скршите раката и ако ве погодат во раката нема да ја мрдате. А белите дробови морав да ги мрдам, односно морав да дишам. Така што болката беше ужасна, потоа дојде неколку припадници од тигрите, ме извлеко, затоа за мене тие луѓе секој пат ќе бидат херои. Може државата кон нас како сака да се однесе. Доискажи ја приказната, после ќе ги збориме. Потоа ме земаат двајца припадници. Не изгуби свест? Не, останав до крај свесен. Ако падне во несвест, 100% ќе бев мртов, бидејќи ќе дојдеше до самозаглушување. Бев толку фокусиран што се трудев да се завртам на десна страна. Колку сум бил во право, не знам, но се обидов цело време да искашлам крвта, знаев дека ќе дојде до самозаглушување. Ментално бев многу јак. Јас не паднав во несвест. По целата оваа агонија траеше долго време. Значи, дојдоа неколку тигри, ме земаа во раци, отворија пак силен оган по нас и ме фрлија како вреќе со компири до еден зид, бидејќи ќе ме убие сите тројца. И тука почнав да се лизгам до тој зидот и тука мислев дека ќе умрам. Во два наврати, знаеш, оние тунели, светлини, такви работи. Ја не гледав многу тунели, светлини, но во одреден момент, кој што може би траел една секунда, може би траел неколку минути. Јас сватив дека толку дека умирам, бев сигурен дека ќе умрам. И ова е малку филмски, но ми текна на детето ме ранија, на роден денот на детето. Наредниот ден требаше трети роден ден на керката да славиме. Ден пред роден ден ме ранија и то, мислам, стварно ми текна на детето. Викам, изгледа толку е. И сега да не кажувам дека чувството не е вака, би рекол, пријатно, но јас се борев да преживеам, бидејќи ја не чекам мене Господ да ме спаси. Јас сум специјалец, одам во војна, одам да војувам, се борам за мојата држава, треба сам да се извлечам од таму. И потоа овие двајцата пак дојдоа и само цело реков, време не може болката не се намали, не ти болката дадоа се ни морфиум, зголемуваше, ништо. како видите, ова беше многу јако пукање, значи додека ова го раскажувам, ние имаше двострана престрелка. Сега и наша страна, волците завршија многу голема работа, морам да ги пофалам, извонредни беа. Затоа што ако они не едно време кога Ве паднав, покрива, тоа сакаш еден да момент кажеш. апсолутно, кога паднав на земја, пукаа да ме дотепат. Тоа беше дошто куршуми и ги слушаш свирката околу тебе, па ја гранки паднав под едно дрвце, прашина, земја, каменчиња од земјата, тоа целото го чувствувате. Ја затоа сум сега многу голем миротворец, бидејќи кога ќе имате едно вакво искуство, си викате ова вака удобно дома ќе се завалете ладно пиво или ракија или сок и гледате на телевизија, ама се е друго во живо. И еден момент важен сакаа да ме дотепат, но успеав од таму да се извлечам. Мислам дека ова го имам кажувано во ова студио, ако некој гледач ги препознае муабетите, вие ме прашувате, одговорам, не ни знаев што ќе ме прашате. Благодарение на куријата, Зоран Јанакиев, кој што до ден денес кој да ми се јави, го викам кај си спасителу мој, не го викам по име, го викам спасителу. Беше доскоро командант Небара, но и тој заврши неславно со промената на власта, еден од најхрабрите специјалци, кој што во споредба со мене барем двојно повеќе борби има од мене, затоа што он продолжи и потоа. Тој сам го запали Хермелинот без да чека некој да му каже. Па ја промашил линијата кај што сме ние, влегол, ја пробил линијата научека, не сакајќи. Па овие го запукале, па успеал да сврти, да се врати назад, па видел каде сме, па преку едни огради жичани со Хермелин ги изрушил низ дворовите, значи тоа е малку драматургија и кога овие проба пак да ме земат во раце, само и реков ставете ме на нозе. Ама не зборев чисто, зборев со кракорењето, не можев да зборам убаво. И овие ме потпреа и они до ден денес, некој пат да ги викнете во емисија да раскажат нивната страна. Ме држаа под раце и почнав да потрчнувам, би рекол. Крв прска на сите страни, јас трчам. И кога стигнав кај Хермелинот, со левата рака се фатив, има една рачка таму за качување кај вратата, десната ми висеше безживотно покри телото, и ко запнав овие бутат од назад, и ко запнав, мисля стварно шибаа млазеви од устата, како што ја напињам, така крвта шприца. И седнав до куријата, значи еден возач и јас до него седам, и овој трга, и го гледам еден тенк на патот, после онаа Давос бензинската стои и действува. Наш тек? Наш тенк, да. И Нема викам, они, не ој, викам сега, нас ќе не здрави, знаеш како изгледа страшно, свеста за толку ми функционираше. Ја не знам како успеа да помине, тенкот стоеше на сред пат. Овој беше исклучително вешт возач, ме донесе кај бензинската Давос, за да сега гледачите имат представа.
тука настапи тимот за прва помош на тигрите. Нинджата, нека е жив и здрав, ама нинджата од специјална, не овој другиот нинджа што е во затвор. И тој седна, кога ме виде, ме префрлија во еден форт на специјална. Манов, Бог да го прости, кој што го возеше почина, тој имаше силни трауми. Мислам дека умре поради силни трауми, бидејќи доживеа после негов најблизок пријател со зоја пред него главата да му скинат и не можеш тоа да го преживее, се доби некоја автоимуна болест и умре за неколку години. Овена беше со цигара, правеше по 20 згибови на вратило. Манов Зоран, Бог да го прости. И Манов беше шофер, а нинджата медицински брат. И првата помош се состоеше во тоа: заменик немој да умреш, заменик немој да умреш. Не знаеше што да ми прави, крвта низ уста течеше. Кога ме однесува во во државна болница на хирургија, излегува, као на филм трчат сите околу мене, ја таму се ослободи, викам: Стојане, ќе остане жив, малку собрав сила и доаѓа, видов, сватив кој е докторот и викам: кај ми се погоди овој некој на пракса, доктор Караѓозов Митко, кој што е заслужен затоа што сум жив. Он и сега младолик на фаца, тогаш изгледаше ептен млад и така натака. Првата работа што ја побарав, кога се освести, значи ја бев свесен до моментот дека не ми стави опојка. Кога ми стави опојката, тогаш ја изгуби свеста и Караѓозов направил брза процена без да вика колегиуми, бидејќи се работело зитен случај, само ме свртил, ме искасапил, ми го извадил третина од десниот бел дроб и благодарение на неговата присебност денес инвалидитетот не го чувствувам толку многу силно. И после 10 пекулни дена во шок соба, 11-тиот ден заминав дома, 7 дома лежам и викам: шо ја лежам овде, бе, луѓе гинат секој ден, ранети, гледам вести. 7 дена бев дома, полуподвижен, не можев многу да се движам. Еднаш само ми бараше душата да испукам, некој метак ме однесува на стрелиште, пукав со левата рака. И после 7-миот ден се вратив на работа, плукав крв, облеков на мене маскирна или црна униформа и одев на работа. Кога отидов у шок соба да посетам еден тешко ранет тигар, Александар Серафимов, Бог да го прости, тој почина, подоцна се измачи и тој. И отидов да го посетам, овие беа шокирани, медицинскиот персонал, затоа што кога ме видоа во униформа, веднаш делувате поинаку. Ја блед како умрен, ама во униформа делувате поинаку. Значи бев 10 дена во шок соба, 7 дена дома и 8-миот ден на работа. А со таква повреда лекувањето, хоспитализацијата трае по 2-3 месеци, па може би повеќе. Сега суровата реалност. Колку соборци настрада во Арачиново? Тројца. Тројца. Колку нивни настрада? Не се знае. Не се знае, но таму ние сите ќе ги ликвидиравме или заробевме. Да не беше меѓународната заедница. Која меѓународна? Меѓународната заедница, нашите денес најголеми пријатели. Значи, не меѓународна заедница, точно една земја се вмеша во конфликтот и падна наредба, сега ќе кажам, од книгата Сведоштва на Панде Петорски, не мој сведоштво, ја бев во шок соба. Повели, немој да се правдаш, кажи што мислиш. Не, тоа е во книга напишано. Да, повели. Во моментов кога добиле наредба да се прекине нападот, ја бев веќе во шок соба, тоа е наредниот ден, тој ден имавме многу тешки борби, значи наредниот ден. Панде пишува така во книгата, добил информација дека некој голем брод со разни авиони на него влегува во Јонско море и плови на кај Јадранско море. И тоа било еден од аргументите тој да едноставно да се соочи со тоа дека треба да се прекине нападот на Рачиново. Не разбирам. Па помислил дека доаѓаат да ги бранат овие и ќе не бомбардираат. Авиони ќе ни струшат сите хеликоптери. Знаете колку време треба. Добро. Сега зборам што пишува во книгата, јас не можам да тврдам ништо. Бев неутрализиран, бев на морфиум во шок соба. Но како и да е, јас категорично тврдам дека ние Рачиново ќе си го исчистевме куќе по куќе. Споро, ама во мојата земја ја немам причина да брзам. Ние немавме на друго место критични моменти. А Рачиново беше? Рачиново куќе по куќе. Таму им беше командата цела, они го Не, таму никогаш нема да Чекај, они прогласија слободна територија, со така една беше. група на учека. Види, сега и тие се бореа храбро, они беа притиснати, немаше каде да бегат. Не можам да кажам дека се криеле.
Значи имаше Вие жестоки ги борби. притиснавте, немаше кај да бегаат, Па така? немаше, беа од сите страни заобиколени, значи беа во обкружување. Дали тоа беше главнината на... Јанко, имавме многу јака артилерија, многу прецизна артилерија. Артилеријата на армијата е навистина инзворедна, верувам до ден денес. Ја мислам дека може од пивско шише да погодат нашите артилерци. Беа инзворедни. Ние ги поклопивме со артилерија, со хеликоптери, со пешадија и ние не брзавме. Не беше работата ние да форсираме напад како во диво населје и да ни убијат 50 луѓе. И таа е пирова победа. Ќе ги истеравме како глувци од дупка постепено. Секако дека ги имаше загинати од наша страна повеќе, ама тие ќе беа сите или неутрализирани или заробени. Кажи ми, чекај малце. Чекај, се обидувам. Не можеш да памтиш, ти си бил на фронт. Ја тогаш бев на А1 телевизија. Ова го правев, ми дадоа емисија и идеше петок на вечер, ноќни разговори, започна кога почна конфликтот и кога се згусте, кога почувствува, велија дека народот македонски, знаеш, имаше многу препукување помеѓу македонци и албанци. Дој на кафе, ти текно е тоа, дој на кафе, те чекам тоа. Не ми текно, ние бевме у планина. Да, бевте у планина, ама добро, и се ширеа тие муавите. Тие беа преку мојата емисија. Ја не прифаќав брифинзи, ме инсистира Кабранов да ме брифира, ама ја бидејќи бев повикан преку надворешен. Имаше една компанија која си закупила термин и преку јавувањата уствари заработуваше. Ја работев за хонорар, а секој јавување, нели, она се наплаќаше, знаеш, минута 45 денари и такво нешто. Ама се војна и тоа беше хаос. И кога дојде веќе се згусти целата работа, извини, морам малце за да се присетам, за да ми дојдат сите овие моменти. Прочитав у вестник дека јас сум отишол на годишен одмор. Така ми ја укина емисијата. Сваќаш? Значи од вестник дознавте дека не сте во Македонија, дека ви укината емисија. Абе, знаеш како, со ризик сега Совет за радиодифузија да ме казне, се обидува пичка од човек да ме направат. Знаеш, ама се извинувам заради вулгарноста, но верувај дека не постои покултурен начин да се каже за нивното медиумско делување во тоа време колку беше свртено против вас. Значи, секое ваше делување, секој ваше овакво беше омаловажување, а ја не сакав да го прифатам тој и затоа нели отидов. Што па од друга страна беше добро затоа што веќе татко ми падна у тешка кома и умираше долго време. Ја тука морам само еден момент да ми во тоа време, чекај, сега се враќам. Во тоа време те прекинав. Не, се обидувам да се сетам. Борис Трејковски ја донесува одлуката За прекин на нападот. Како врховен командант. Како врховен командант. Да. Нели? А ние го славиме нешто, затоа што прво не му е свитка кичмата за прекин на действијата. И вие бевте пред освојување. Те конечно мислам да победевте во Рачиново ќе беше крај на војната. Така, УЧК ќе беше поразено, да или не? Не, во Рачиново ќе ги поразевме, другите фронтови ќе останеа. А другите фронтови ќе останеат. Добро, тоа покушавам да се Не, сетам. јако види, а Рачиново ние сигурно ќе го исчистевме. Ќе имавме доста загинати и ќе траеше. Зошто по тебе не се дозволи и ве прекина? Не знам. Што мислиш? Еве да Па шпекулираме. види, сега со ова, да речем, политичко искуство кое што го имам, ова искрено го мислам, сметам дека меѓународната, кој да стое позади тоа, меѓународната, Добро. се обиде да спречи закравување. Ако ние во Рачиново ги потепавме сите и ако од наша страна загинаа 50 наместо тројца, после тоа ќе настапеше лудило, воена психоза, не можеше да се контролира состојбата. Потоа, тоа ќе регрутираше повеќе албанци во УЧК, повеќе македонци во безбедносните сили, не само во лаовите, во другите единици, и мислам дека ќе се изгубеше контрола врз конфликтот, не она зборувам контрола од аспект на дека ние како безбедносни сили имавме контрола на сите фронтови. Кога
ја губиш контролата, тогаш треба да користиш и малку. Знаете дека цело време нас не притискаа за пропорционална употреба на воена сила. Не ни дава секаде да действуваме со се што имаме. Но сега ќе се надоврзам на еден многу важен момент со кој што ќе ја потврдам твојата теза. 2001 крајот, 2002 ние бевме пропагандно масакрирани, бранителите. Вие сте апсолутно управо. Тоа беше невиден масакр и 2003, 2004. Значи нас, прво мене од заменик командант на Тигрите. Мене ме ставиле генерал не по мое барање, така одлучил државниот врв. Јас бев горд на тоа што сум, капетан бев во моментов кога ме ставија генерал. Но ние машки се боревме за државата, не за пари, како што некој зборот, кој мислел тогаш, плата течела. Но ние се боревме херојски. Во медиумите тогаш, под контрола на СДСМ во тој период зборам за таа гарнитура, ние бевме сатанизирани и смејувани, како што рековте вие, животинско царство, иако со авторот на оваа кованица јас бев во коалиција. Но, еден момент, ако не се појавеше достоинство во 2007, таа реторика ќе останеше врежана во свеста. Веруете дека ние како достоинство, тука вие помогнавте со оние нашите документарци, тоа се сеќавам, јас ве замолив или те замолив да ги пуштете, беа 6 епизоди, ти ги пушти еден по еден на, не знам на која телевизија беше, да не ја рекламираме. И тие ги вртевте цело време. И документарците, но и генерално од повеќето медиуми добив поддршка и така ние 2007 ја воскреснавме 2001 бидејќи беше само 5 години потоа. Инаку кај граѓаните ќе останеше тоа дека ние сме кратци, бандити, како што го наметна имиджот на лавовите. Во лавовите имаше изворедно храбри луѓе. Нормално имало и понекои сумнителни типови, но во војна тоа е нормално. Ама генерално, ако гледаме од лавовите, настана баталјонов за брзи интервенции, потоа се формира единицата за брзи интервенции и денешното ЕБАРА или како и точно да се вика, е само продолжение на лавовите. Ветераните у ЕБАРА се дел од првите лавови, но ние бевме сатанизирани како безбедносни сили. Командниот кадар беше деградиран целиот, не само ја. Мене од заменик командант ме направија помлад инспектор. Јас уште крв плукав, мене ме пратија помлад инспектор во станица во Карпуш. Но не само мене, сите команданти, генералот Горан Стојков го направија возач на противпожарно возило. Тој напушти. Генералот Васко Ставенски сам напушти, мислам дека не ни дозволи да го деградират, успеа да превари. Мене ме деградира, јас сум прв деградиран, во владата се формира во петок, во сабота имаше директор на БЈВ, понеделник се бајле, мене ме сменија. Неколку месеци подоцна го сменија Стојков Горан. Но сите, Тони, кој што беше командант на првиот баталјон, Стоши Кивица, заменик командант, значи целиот команден кадар го масакрираа. На тој начин се убива борбениот морал. И тоа беше причината ние да го формираме достоинство, рачунајќи дека кога ќе се збереме на купче, самите да се штитеме, бидејќи го видовме односот и на едните и на другите. За жал не успеав целосно во мојата идеја. Благодарение на влезот во политик успеав да коригирам некои работи, но тоа е далеко од она што го имавме како идеја кога формиравме достоинство. Стојанче, ти имаше голем залет заради мојата голема поддршка што имав спрема тебе и спрема достоинство и особено спрема бранителите, пошто ти ништо не си ми поразличен него што беше и генерал Стојков и тие што успеав да ги запознам во тоа време. До ден денеска, од истите тие медиуми, од истата таа партија, од истата таа структура, јас и мојата фамилија сме сериозно навредувани, напаѓани и омаловажувани. Дури и од твоето комашинче. Како би викаше ти, дека од мене не. Сега ја јадам бурек. Стојанче, како, што мислиш, како те перцепира народов кога толку храбро застана со достоинство, ти влезе у коалиција со Бранко Црвенковски, со СДСМ, со медиумите кои ве омаловажува за војната. И до ден денеска, ти си бил меѓувреме уште 5 пати тука, знаеш дека имаме пријателски. Сега да не се правиме будал. Браниш некој кој секој збор кажан за бранителите. Тебе и те толерираат. Ја да кажам. А јас сум прогласен за фашиста, знаеш зашто? Оти носев мајца со ликот на Павел Шатев, наш национален херој, борец за самостојна Македонија. Твоите сопартици, твоите сега кои се, сега ја малце како вас кој е да ти зборам, коалициони партнери. Коалициони партнери.
мене ме прогласија. И постои ти знаеш ли дека постои бела книга на фашизмот? За фашизмот во Македонија во која сум ставен. А гледам, Јас. има нешто фашистичко. Има, вака во тебе. гледаш Ариевско нешто на плаво ми фаќа косата. Добро, што мислиш, како те перцепираат луѓево кои многу добро знаат што си преживеал? Еве ти кажав за да повториш, за да се подсетат. Не подсети и за хероите наши. И Јанко, точно знаеме, уште остеме да си знаедам, Бурек, знаеш дека имаме 2 сати, ќе збориш колку сакаш, запишувај таму. Ќе заќутам, ќе фатам да играм некоја игрица, тука Candy Crush и после ти збори до крај. Како те перцепираат луѓето кога застана токму со оние кои ги омаловажија бранителите, ја омаловажија нашата борба? Абе истите се тие кои трча и се слика у диво населје кога нашите гинеа против терористите. Кога и уште мал милион случаи, се што беше македонец кога се брани, да се омаловажи, а другата страна. И зошто те викнав во емисија, конечно? Еве, земи да запишеш уште таму. Не, ја ова си запишав, нова ја мала реторика. Извини. Ама знаеш дека ќе ти оставам простор колку сакаш. Ај ова да одговорам на прашање со морам, некој речено. затоа што сакам Добро, да заќутам, имам игрица тука. Ми вика треба да пукаме да на не авионче. треба да хранеш Да хранам овците. или да садеш зеленчук. Не, морам да го најдам твитот, затоа што вчера Да не беше достоинство во 2007, 2001 ќе беше заборавено, Јанко. Благодарение на тоа што ги направив тие навидум непринципиелни соработки, јас сум денес во твојата емисија. Ако ја не ги правев тие во наводници непринципиелни соработки, ќе бев политички мртов и денес немаше да бидам никаков фактор и немаше да гостувам овде и немаше да зборувам за Рачиново. што немаше да добие достоинство, поддршка од народот. Не се работи Ти за немаше тоа. да добиеш поддршка и да Не се бидеш работи гостин за тоа. овде. Не. Вака. Кај нас, за жал, во политиката, кој друг бранител за 2001 сте повикале да зборува во оваа емисија? Еве, јас сакам да дојдат. Имам луѓе. Тие неколку што јас ги познавав лично, се веќе Ама починат. видете, треба ние за да Така? го одржаме меморијата на 2001, на тоа што ние сме го правеле, требат луѓе. Но еве и да викнете, јас имам неколку добри борци, многу подобри од мене, кои ќе спомнам камери, студио, неќе муве да прават. Знам. Најголем Така. дел од нив чуват пчели или имат овоштарници, Добро. си ги така лечат Ти нервите. имаш Понатаму, кохонјес да се ние појавиш да влеговме збориш. во коалиција со нашите джелати, тогаш кога Љупчо војводата, кој што за мене си е до ден денес, Љупчо војвода од старото ВМРО, ни кажа ќе влеземе во коалиција со СДСМ, ама сами не правиме ништо. И јас и Обединети за Македонија, Љубе беше во затвор, се разбира со негова дозвола, ние си влеговме во коалиција со СДСМ. И кај е сега Љупчо? Мене мајка ми се јави, ова го кажувам редовно, и ми вика: сине, татко ти во гробот се превртува, како можеш со Бранко да одеш во коалиција. Ама од друга страна таму имам Повториш, што ти рекла мајка ми мајка се јави на телефон. Жива е мајка ти? Жива е. Како се вика? Невена. Поздрав, господјо Невенка, да сте живи и здрави. Што ти рече мајка Сине, Невенка? татко ти во гроб се превртува, како можеш да идеш со СДСМ. И што А ја во прва одговори ти? фаза се договоривме со брат ми да ја каже дека сум бодигард на Бранко. Ја бев кратко шишен, така поголем. Не кажува брат дека сум у коалиција, каже дека сум бодигард. Се шегувавме со брат ми. Значи, тие трансформации од друга страна ми овозможија да видам дека и во СДСМ има патриоти. И вашата констатација дека таму сите не чинат не е точна. Во СДСМ има прекрасни луѓе, има патриоти, има и злобни луѓе. Исто како што има и во ВМРО ДПМН, прекрасни луѓе и патриоти. Ја континуирано и додека воде војна со ВМРО ДПМН, таму си негувам одредени пријателства. Јас со Јохан сум пријател цело време, без непрекинато, никој пат не сме имале несакана релација. Но истото тоа ВМРО во 2008 година ги тужеше за гинатите од ВЕЦ. Јохан 10 пати го имам покането, не може да се појави на телевизија, не доаѓа. Значи, во право си, многу од тие И они кои ќе кажат, абе само ти ли беше војната? Не сум бил само ја, бев Ама ми само ти јадници. се појавуваш. Ама Не, ја така. бранам ли на некој? Јас сум се јавил, Јанко не вика и други во емисија. Барем твојата емисија отворена, може да дојде кој сака. А ќе ги отвориме и телефоните. Ама они кои доаѓат, види, они кои доаѓат, прво ќе зборуват против еден саат, нема да остане ништо друго. Затоа што они кажуваат што ја правам погрешно. Дојдете, кажете која е вашата визија, дај да направиме нешто. Ја не викам дека јас сум у право,
Ја работам од еден аспект, имам една перцепција. Мојот став може е погрешен, може е правилен, може е делумно погрешен, делумно правилен. Ние сме живи луѓе, субјективни битија. Еден саат веќе збориме, Ајде. мислам дека ти оставив, но главната причина поради која беше твоја една изјава, на која ја Твитер ти одговорив некои работи, вели Ангелов, можам само да им честитам на наследниците на УЧК за почита кон своите загинати. Тие нема да си ги чествуваат нивните, Тие нека си ги чествуваат. нека си ги чествуваат нивните, ние да си ги чествуваме нашите загинати. А сите заедно да дадеме се од себе, во Македонија никогаш повеќе да не ни се повтори војна и конечно Писмейкер. да завладее целосен меѓуетнички мир. Ја ова ти го напишев како. Неоспорно е така. Но ти, драг Стојанче, си дел од структура и власт која се исмевала и се исмева со бранителите. Омаложуваат секој кој ќе каже добар збор за бранителите од 2001. Македонците си ги почитуваат, но твоите не. Се потепаат твојне топтан кој од повеќе ќе плука кон секој патриот. Ви се тресат јајцата кога отворено го слават национализмот за кој не смеете да писнете. Ама Јанко Свиња дебела ви е крик за демократија. Стојанче, она што тебе ти се замерува највише, зошто е твоето хейтање, е дека ти си дволичен, токму заради она што го објаснуваше, за дека си во коалиција за Јанко. со крвниците, како ги нарече ти? Како ќе ми дојде сега? Како ќе ми дојде? Тоа е во творечки занес, сега не можам исто тоа да да кажам. уметник си сега, уметничка душа. Значи нешто така со Јанко. некој збор ги употреби а во меѓувреме велиш, нели, се залагаш и така натаму, а работиве стојат едноставно и кај сме доведени сега после 5 години власти 3-4 милијарди задолжувања, ние викаш еве у четврток ќе се реши проблемот. Прво и основно, не е точно дека ме хета, тоа се неколку луѓе таму, неколку профили. Добро. И ајде да видам кои се тие, нека дојдат, еве да ги поканеме заедно во емисија, нека дојдат, нека кажат, не да се тепаме, да разговараме. Па ја им реков нека се јават во емисија. Овакво, тие се неколку луѓе со по неколку профили. Димкин, Горан Скопски Младеновски, Марија Трифуновска, Ама, Мартин Јанко. Цветковски, Трајчо Станков. Овие се добри, барем со имиња се, Да. но еве нека дојдат да разговараме. Ако треба и друго ќе правиме, но ја ги викам да разговараме во живо. Димија Джиевски ми вика, избркај го, молим те. Ја не бркам никога. Види, овие се кротки, питоми луѓе. Нека каже Јанко, од кого загинаа тие тројцата бранители од Арачиново попрецизно. Од УЧК. СЗ Тигар. Од УЧК. Од УЧК, не беа Така. тројцата од Тигар, двајца беа од Тигар. Јанко, овие се кротки, питоми луѓе, у суштина не се ова лоши луѓе, но не може да се носат со неправдите што ни се случуваат. Јас сум на друго ниво, јас сум генерал, јас сум политичар, председател на партија, и ја размислувам поинаку и тоа е многу сурово. И тоа е вештина која што се учи. Овие питоми кротки луѓе се во право, од нивен аспект, да, така изгледа. Но многу луѓе ми честитаа вчера и денес. Знаеш колку луѓе ми честитаа, ми се јави, кои што немаат никаков интерес. Браво за статусот и за 27 април и за како беше случајне. Каков ти е статусот до 27 април? Да се ослободат луѓето веднаш пред 5 години повикав да се ослободат, ако овие убиците од Вејце се на слобода, зошто луѓето што удриле неколку бокса да гнијат во затвори. Значи таму немам дилема, пред 5 години ние први како достоинство повикавме, со тоа што таму е комплицирано затоа што амнестијата е ограничена, но кога би сакале големите партии да се договорат, а јас ќе кажам еве, ако требало да бидат казнети за 5 години е малку, тие луѓе имат мали деца, израснаа децата без татковци. Така да од мене осудените за 27 април имат целосна поддршка. Тие луѓе треба да бидат ослободени, без разлика што јас сметам дека дел од нив се виновни за тоа што го направиле, дел наивно влетале во приказната, но и да имале намера да убијат некого, јас не верувам дека тие имале сите намера некого да убиват, но тие никого нити убиле, нити со исклучок на еден председател на една албанска политичка партија, никој друг не настрада. Значи, сакам само овде да се вратам. Не ме хейтат, вие ги гледате хейт коментарите, имам и многу поддршка, реална поддршка. Еве зборувате, сега ќе речете вака се рекламирам, но во слободен разговор со луѓето зборувате, ќе ве побарам после неколку дена.
Друго, Зоран Заев никогаш не ги смевал бранителите, а Никола Груевски во 2007 и 2008 ги тужеше семејствата на загинатите од Вејци. За Мицкоски не можам да кажам лошо, неколку години е председател. Кажи што правил Груевски? Па семејствата на загинатите од Вејци, синоќи во коментар на Твитер ти ставив, ги тужеше да ги вратат со законска камата земаните пари како оштета. Луѓето се испоразболеа, неколку А зошто ги тужил Груевски? Не Груевски, во време на неговата власт. Добро. МВР ги тужеше и Министерство за одбрана. Зошто? За да ги вратат парите со камата, бидејќи не требало да ги земат. Она што го објаснував за Чија одлука е таа? Чија одлука е таа дека не требало да ги земат? Па ја би рекол на МВР тогаш, затоа што МВР ги тужило. МВР не требало да поднесува тужби против инвалидите. Замислете, таткото го изгубил синот запален во Вејце и добил 30-40 евро оштета. Па кусо да се такви пари? Кој родител на овој свет сака да го изгуби своето чедо за било кој пари на светот? И тој човек скршен од болка му дошол дома адвокат, тој потпишал полномошно, адвокатот се изборил за оштета. Луѓето не оделе да барат пари за синовите. Тоа ние така ги вулгаризираме и кутрите родители. Нема спомна нешто Врховен суд дека било со одлука на Врховен суд, дали и Врховниот суд донесе пресуда. Но ВМРО ДПМН, владата на ВМРО ДПМН во 2009 година донесе одлука со која што еве у наводници ги амнестираше семејствата на загинатите да не ги враќаат парите. Требаше ние војна да водеме со ВМРО, па ја затоа со ни влегов во конфликт, не заради мене. Ја лично немав лоши искуства, особено во првата фаза. Мени Гордана Јанкуловска ми беше комшивка во зградата. Ја живеев на 4-ти кат, таа живееше на први, а Миле живееше на приземје. Така да ја и потекнував, чекав да дојдат моите, нели, СДСМ не прогонуваше од крајот на 2002 до 2006, со душа чекав да дојдат моите, дојдоа моите, не излегува поразлични од другите. Така да ја имам морално право да се лутам на сите гарнитури. Сметам дека сега лекциите се научени, гледам одредена промена, но еве, ние имаме прекрасен репрезентативен споменик на бранители изработен во време на Груевски како дел од Скопје 2014. Секогаш сум го фалел и идејното решение и местоположбата на споменикот. Никогаш лош збор немам кажано. И тогаш кога го направија и секогаш сме поклонувале цвеќе на тој споменик, но јас јавно повикувам зошто председателот на државата и врховниот командант да не отиде таму да положи цвеќе, како што отиде Али Ахмети во Слупчене. Зошто премиерот да не отиде? Зошто лидерот на опозицијата да не отиде да положи буке цвеќе на 28 април, денот на Вејце, или на денот на Карпалак? Еден датум самите нека одберат. Еден датум кога ќе отидат и ќе се поклонат пред жртвата на нашите храбри бранители кои што загинаа бранејќи татковината во 2001 година. Значи ова е, да кажам, едно укажување и кон актуелната власт, кон државниот врв, и кон политичкиот врв, но и кон политичкиот врв на опозицијата. За жал, на стримот не е објавен Вибер бројот, за да можам да привам повици од таму, па ќе одиме тогаш само со телефоните. Очекував, ја баш се зачудив, викам зошто не добивам, ама еве го гледам стримот, ги немам телефоните на стримот, тоа моја грешка, не се објавени на време. Ќе ги отворам тогаш овдека телефоните. Јас не споделив ке мене на Фејсбук, не ме подсетивте стримот да го споделам кога почнавме. Трагедија. Па нема, има едно 40.000 луѓе што ме следат, така да ќе беше. А сакаш само твоите? Не, чекај малце, па жешкото да ви. Не, се шегувам, нема проблем. Јас сум подготвен во живо на секој да одговорам. Ке си ја ставам овде катаната, тука друго нешто. Катаната? Имаш катана? Имам, како не. Сечам лубеници врз луѓе. Јас ќе ги замолам гледачите нека бидат критички, но да не навредуват, пошто не. Тоа не е твоја работа, тоа е моја работа. Јас си го знам законот Совет за радиодифузија. Некои клипови со тебе, додека ти да реагираш, тие секи си кажат. Знаеш што, порано беше така, сега кога секи си кажат, веќе постои и тракинг од самото јавно обвинителство, така што искрено да ти кажам, дури и среќен сум сега некој да вреѓа, затоа што после кога ќе му стигне пријава, рад сум. Ја не му ја праќам, си има по автоматизам. Веќе помина тоа време. Да, биди спокоен, значи и да овакво ќе мора секој да се одговара. Вака, има прашање едно, дали ако се гласа за споменикот дека е дивоградба, дали ќе гласаш и како ќе гласаш? Сега не сакам овој
господин, да го разочарам, ја не сум пратеник. Јас моментално сум директор на Центарот за управување со кризи и немам право на глас. Инаку споменикот на УЧК ќе остане таму, но да ги подсетам гледачите, особено вака луѓето кои што се патриотски настроени, дека од овде кај што сме јас и ти, воздушна линија на 5-6 километри, има исто така еден репрезентативен споменик на УЧК во сред Чаир. Предпоставам дека го знаете. Има и крушен Изграден ток во околу времето- него. Во времето на Груевски. Во времето на ВМРО ДПМН е изграден. Така. И тогаш исто како сега траеше галамата ден, 2, 3, потоа никој не отиде едно јајце да фрле. Од друга страна споменикот во Липково е споменик на загинатите. И јас ги почитувам сите загинати, без разлика од која страна Слушај, се, тоа се луѓе да кои се што разбереме, бореле. и јас и ти и јавноста. Лош збор за албанците, за нивното залагање и за УЧК вечерва не се каже. И ние треба да учиме од нив како да ги чествуваме и загинатите. Одамна го зборам Тоа ми е поентата на ма мојата... цело време јас зборам камо ние вака да се бориме за правата единствени како што албанците се борат за своите Отиде Али и за Ахмети, нивните. Талат Джафери, Бујар Османи. Па кај е Битики. Бранко Црковски? Каде е Заев? Па каде е? е Еве јас се обидувам сега во емисија пред малку јавно ги повикав. Каде И се они да председателот застанат да положат? Ковачевски е уште тазе пример, јас ќе разговарам со него, се надевам дека ќе ја укаже честа кон загинатите брнители, но и кон Ту лејте, живите. бе. Но и Стојанче. Мицковски има време тоа да го направи. Мислам дека тој веќе во една прилика беше на Предоцна. споменикот на бранителите. Предоцна е, мислам. Поминаа толку години. Сега ја Па разбирам. зошто сме толку Види, сензитивни на споменикот во Липково, ако поминале толку години? И тоа е добро прашање. Нека, еве, добро прашање. Зошто Јас што толку? кажав, треба да учиме од нив како се чествуваат. Ја инаку интимно тоа ништо не оправдувам, ако мене ме прашувате, ветераните од УЧК беше доволно што се амнестирани, не требаше да бидат дел од јавниот живот, не смееше да имат државни функции, нешто навидум на лустрацијата. Ние покренавме референдумска иницијатива како достоинство, со која што баравме на ветераните од УЧК, сметам дека амнестијата е коректна, тоа е окей и толку, а не да бидат пратеници, директори и председатели на собрание. Имаме ли Но некого на реалноста е таа. Имаме ли некој на линија? Режија? Има. Звучниците ви се исклучени? Пуштете. Ало, Ало, добро вечер, повелете во добро програмата. вечер. Поздрав до тебе и до гостинот. Јас само ќе го надополнам Стојанче во врска со оштетите. Ќе кажам Обласно уште еден режија? парадоксален случај. Гордана Јанкуловска ги тужеше полицајците да ги враќаат парите, без да се види кој каде е повреден. Па така оној случајот со полицајецот од Бутел, човекот е повреден при редовна работа во шутка. Стојанче знае за колегата што е гаѓан во рака, сега у пензија. Зоран Ангеловски. Ранет, пазете, ранет со дефендерот го носи другиот колега до него што е повреден во градска болница. Двајцата зимаат оштета. Меѓутоа, пошто едниот е близок до партијата, тогаш на тужат, не ги враќа парите, а колегава ги враќа парите. Стојанче знае за кој случај се работи за полицајецот од... Пазите, Добро. него му го... Што Пазите, е- него... Да, што е прашањето до гостинот, ве Јас го молам? разбрав. Не, само да друго нешто да кажам. Само да довршам со ова. Значи, него тогаш го ставија во кругот на законот за бранители, иако човекот беше повреден за време работа, редовна Океј, работа во Женки. вака, значи, телефони ви ги отварам затоа што сега имам гости. Се јавувате кај мене во емисија, можете да добиете и 20 минути да го објаснувате ова. Не, не, Имате ли прашање само- или не? Не, добро, само сакам фала да- ви, не, не, лека Значи, ноќ и пријатно. слушателот е во право, таму имаше Така е. дел зема обештетување, некои не зема, во исти настан учествува, но да не навлегуваме во детали. Прашање до тебе, зошто не ти смета, демек, сваќаш, ова не само до тебе, демек и како представник на власта, зошто не ти смета овој споменик на УЧК, а ти смета споменикот на Ќосето? Ој господин кој што го поставил тоа прашање, од кај знае дека споменикот на УЧК не ми смета? Па ти дали знаеш дека во моите очи Ќосето е херој? Како тоа
споменикот на ќосето, мене ми смета. Еве ти го. Ај сега те молам. Еве ти го прашањето. Значи, не во ред. Ама не измислувам, ти ги Не, кажувам Не прашањата. се што ги сомневам добивам. во тоа, ама видете, овие има две погрешни констатации. Да, мене ми интимно сметат, но таа е суровата реалност. Ние може да галамеме овде. Ако овој господин е толку храбар, нека иде барем едно јајце, нека фрле на споменикот во Чаир, еве го каде. Иако ја тоа не го оправдувам, тоа се споменици на загинати луѓе. Инаку Антон Ќосето, такви луѓе ни фалат и денес на нас. Јас таа тврдата воморовска реторика си ја држам. Добро вечер, имам прашање до Стојанче. Јас сум сопруга на ранет бранител од Тетово. Дали по тесното семејство супругата и децата се ослободени од плаќање на здравствени услуги, партиципација? А еве конкретно шалтерско прашање. Најдобро е да ми се јават и точно ќе одговорам на прашањето, да не ја оптоваруваме, бидејќи војните инвалиди само нив ги следува. Но има одредени механизми како да помогнеме. Како да ти се јават? Ќе ме најдат на телефон или во ЦУК на телефонот од ЦУК нека се јават и ќе ја одговорам. Секој ден имам вакви прашања, значи според закон носители на таа здравствена заштита се бранителите, непосредните бранители кои што се ранети и семејствата на загинатите. За жал не и семејствата на војните инвалиди. Значи ако мојата ќерка иде на доктор треба да плати. Но на некои места со одлуки на управните одбори на здравствените установи се излегува во пресред. Дечки, супер фала што не следите на лайв стримот, многу се убави. Стојанче има? ќе ги види. Појма немам. Но знаеш како, повеќе се констатации. Малку ми е тешко сега да ги бркам вашите ставови. Што не се јавите во емисија? Еве ви Вибер, еве ви телефони, поставете му ги, многу полесно е, сваќаш. Само не користите работни глаголи, што викаат србите. Можете да му кажете што да му поставите било какво прашање, нели? Добре дојдени се сите. Режија? Ало, Добро вечер, повелете. добро вечер. Поздрав за гостинот и за Јанко. И веднаш да почнеме со прашањето. Дали Стојанче како председател на достоинство се грижи за пензиските права на бранителите, особено за правата на оние инвалидизирани ранети во војната. И второ прашање до почитуваниот Јанко Јуковски. Може? Дали го разбра? Ја не го разбрав вашето. Првото го разбрав, второто до вас. Второто што кажавте не ве разбравме. Второто прашање е за директно за Јанко, за водителот, ако може. Кажете? Вака, како да те пронајдам да видиш дека постојат и економски патриоти во Република Македонија, кои вратиле имот на државата, а кој е украден од страна на Груевски и на Љупчо Георгиевски. Добро, што сакате од мене? Не кревај, за тебе се телефони веќе. Прашањето е до Се вас. Значи, дали се грижам за пензиските права, колку што сватив, јас сум представник Бог да чува. на политичката партија Достоинство во ова студио. Во Достоинство членуват неколку припадници на безбедносните сили, нели нас не нарекуваат Пајтон партија, ама сега се појачавме, сме цело комбе. Од тие со 9 души. Значи јас имам обврска кон членовите на Достоинство, но благодарение на Достоинство имам и позиција, тоа е директор на ЦУК, претходно бев национален координатор за бранители. Од тие позиции јас можам да помогам на бранителите, доколку на овој бранител, претпоставам дека е бранител, има некое право кое што не му е реализирано, загрозено, слободно нека ме побарат, тие си наоѓаат начин. Мојот број е јавно достапен, на секаде не сум го сменил, секогаш тој број го имам и ќе му помогнам таму каде што има проблем. Да ти ги читам коментари? Слободно, ги сакам. Добро. Мартин Цветковски, зошто на Тие со Карпалак... керамида ги скокаш. Како? Тие со керамидите ги скокаш. Знаеш дека керамидата стои уште од првото твое гостување? Како станав директор ми омекна главата. Повели. А газот? Читай. Ау, немој. Ми личи сега на Зашто? шарен. Сега ти личам на шар. Зошто на Шарен Карпалак човек. го рушат генерале? Значи, право на За што Карпалак, збори? Шо? јас го разбрав.
бранителот, на Објасни ми. Карпалак има спомен обележје плоча. И се случува понекогаш да ја скршат, но тоа беше порано. Последен пат ја скршија кога јас и Соза Ау, збориме за Грчева, споменикот. плоча е Нема, тоа, не плоча е е тоа. спомен обележје. Јас Па и тоа е Соза, срамота, многу е недолично Види. обележено таму. значи да зборуваме реално таа плоча е скршена неколку пати, секој пат има вандали, пошто е нечовечки за умрени луѓе некој да крше плочата, но еве да кажам дека оваа година ние се обидовме таму да подигнеме споменик и за разлика од Дуи ние не сме толку мокни бидејќи треба многу дозволи. Местото е покрај автопат, потоа одлучивме да поставиме јарбол. Ние како достоинство сакавме да го спонзорираме јарболот, еден голем јарбол со македонско знаме. Зборов со тогашните градоначалници на Сара и на другата општина немаше никаков проблем. Но поради тоа што е автопат има некои закони колку треба да биде далеко од патот и Добро. Океј. Тони Митко вика, овој се исмејуваше со луѓето што ги ставија во затвор, во иста канцеларија седеше со тие што ја нападнаа МКД. со кој сум се смејувал, ја не можам да го разберам. Абе, тоа се напишано сега. Не, ворете, Добро, него, ворете. него раз... Значи, вака, во ниту еден момент, нека го напишат на YouTube Стојанче Ангелов, Амнестија 27 април. Ќе излезе 2008 година од Вејце, од местото на заседата, каде што патем само јас одам секоја година последните 15 години, побарав амнестија на овие луѓе, да се развие една дебата. Тони Митко вика, овој буквално не знае што уствари збори. Јанко, Да. извади му некои клипови од лани што збореше за бранителите, за патриотите. Глупости. Тоа би рекол, глупости. Еве, најде, нека, зошто вие да вадете, нека ги пише Јади Бурек Стојанче Ангелов и нека ги слуша емисиите, нека каже каде има разлика во мојот одговор од порано и од сега. Идеме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добар вечер. Погласно режија. Добро вечер, повелете. Господин Јанко, големо почитување кон вас и што ја отворите оваа емисија. Шокиран сум од некои сознанија што ги гледам сега. А пред се сакам да изразам голема почит кон Стојанче. Ало? Те слушаме. Сакам да изразам голема почит кон Благодарам. генералот Стојанче. И се чудам на тие што со него така го напаѓа. Би сакал да кажам само две работи, па да го прашам генералот една работа. Прво, Стојанче кој се определи за СДС, не значеше дека се определи за Бранка. Бранковистите се отрнаја тогаш. Тие се сега во ДПМН. А прашањето до Стојанче е следно. Јас кога беше борбата во Тетово на Кале, случајно се погоди во Белград без 2-3 дена и во вечерни новости во Белград видов две фотографии една до една. Првата фотографија беше прикажан македонски војник горе на Калето во Тетово и то така беше мизерно прикажан како уплашен, а втората фотографија беше во вечерни новости Белград како достоинствено и гордо еден војник на границата на Српска гледа со двогледот достоинствено. Мојот печаток е дека србите што то сака да кажат дека македонците не можат да се борат. Беше многу кукавичко од нивна страна. Значи почит голема и кон Лјупчо Ѓорѓевски и кон Стојанче. Добро, благодарам. Е, Прашање имаше? Не. Не. Благодарам за јавувањето. Имаме прашање до Стојанче. Дали имал некоја иницијатива за некој споменик од наши загинати бранители и кој споменик да се направи по негово обарање за овие 20 години? Иницијатива. Благодарение на владата предводена од Никола Груевски, бранителите добија репрезентативен споменик во центарот на Скопје на 100 метри од Републичкото собрание и на 100 метри од плоштадот. Зошто ја да поднесувам иницијативи да терам инет, кога искрено и тогаш кога го направија споменикот, јавно во секој мој јавен настап и кај вас во емисија, во сите мои настапи, ние на вистина имаме извореден споменик. Секој чест за тој кој што го има идејното решение и за тој кој што го направил. Од друга страна, имаме репрезентативен споменик во Прилеп на кружниот ток кога влегувате во Прилеп. Имаме споменикот Ангел во Битола, кај што завршува широк сокак. Во секој град имаме споменици на бранителите. Ние на вистина имаме доволно споменици. Од друга страна, имињата на загинатите бранители се наоѓаат на спортски сали,
на улици, мостови, така што сметам дека сите загинати бранители се испочитувани на еден или на друг начин во овие 20 на години. И од едната и од другата власт, значи не е се толку црно. Ние знаете кога се напаѓаме, јас кога сум ги напаѓал ВМРО, јас сум ги напаѓал. Кога сега некој го напаѓа СДСМ, го напаѓа, ама ние па не правеле се лошо и тие. Јас не се сеќавам дека Зоран Заев некој пат ги навредил македонските бранители, не се сеќавам дека новиот премиер ги навредил Ковачевски бранителите. Медиумите, шарените револуционери, од твојон тамбураш у Албанија до сите Јанко, овие што се 180 на Твитер. Има- Ало, ости мене да го изедам Буреков. Жити се. Тие 180 што се на платен список на влада на Твитер, па прочитај ги бе секоја вечер што пишуваат. Аби мене ме прават парче пати, не се тревожи тоа. Абе, виз верса, ама сега ти кажам, тоа е медиумски подкрепено. Сега сите некои глумат и така натаму, знаеме. И не се сега јас знам, ај како рече овој, веќе се и отиде таа гарнитура, демек бранковистите се исмевале со вас, ама овие биле покултурни. Нема. Па Бранко му беше непријатно кој ме запозна, виде дека бранителите биле бријантни луѓе и храбри, така да ја поправивме кај него перцепцијата за бранителите. Имаме гледаш на линија. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, Македонија. Во емисија се, здраво, во живо, јас сум Јанко, јас и Стојанче ве слушаме во моментов, господине. Повелете. Фала, јас сум од Сингилич, сакам да го прашам овие споменици. Збори, не застанувај, те слушаме. Батали телевизорот, те слушаме, со телефон збориме. Ало? Добро, фала ти пуно, фала, еве, сега сте у реду. Сакам да прашам господин Јанко. Овие споменици што ги правите у Слупчан, јас сум албанец од Сингилич, Добро? дали ги правите на државните пари или приватно? Така. А вие македонците, сите што ги касирате државата, со пари се борите и УЧК, зашто да нема права да ги брани господинот Јанко, да ги брани малку, да му даде уштета, што се уштетени таму. Вамо само за македонците зборни. Значи, па тука е некоја неправдината. Така? И толку сакам многу да зборим, да не се изварам тие спомениците што се прават, нека се прават приватни пари или државните пари. Македонци само сакат парите да ги земат. Му напаѓат на човекот, дај пари тука, дај уштета. Албанците кај се? Добро. Извини, малку, Не, одлично ве разбравме. Фала што се јавивте. Ако е тоа се, да ви посакам пријатно. Иако ти пратим секој вечер, фала ти пуно, увек си бил озбилен и така, пријатно. Абе, ја треба да сум неозбилен. Доста бе тоа е Јанко озбилен. Абе, доста озбилен Јанко. Абе, ки идам у пензија више, доста. Ајде, чо. Јанко правиот човек на овој век е глупи, знаеме тоа. Ајде, поздрав, лека ноќ и пријатно. Те кој ќе почнат, слушај Јанко, не си сериозен. И само ќе им речем, како се вика емисија, извини? Абе, почнав за хумор, кај отидов. Нема врз. Значи, Дали нашите споменици, гледачот каже едно тврдење. нашите споменици се направени со државни пари, Да. а нивните си ги прават свој приватно, Да. сами си ги финансираат. Или сами, или некаде можеби општината, ама општината не верувам дека се од државни пари, но немам точна информација. Но нашите споменици, сите, без исклучок, зборам за овие репрезентативните поголемите, се направени од страна на државата. Значи, треба да фалиме или треба да критикуваме? Има ли иницијатива македонците нешто сами да преземат, да направат? Значи, никој нас не спречува сами нешто да направиме спектакуларно, Јанко, ние како имаме, споменикот во Јанко, Слупче. Ама имаме од кога ние тоа споменици. според висината се мери квалитетот. Сега знаете дека и на Твитер има една забелешка на што личи споменикот, но не би сакал сега би било вулгарно во оваа фаза. готово. Имаме Значи, не е јавување битна големината. од Сунчица. Битна е Вклучена е во програма преку Вибер. Се исклучи, а е сега ради фер, јас ќе свртам. Види, мора да почекате малце, не можам веднаш, нели? Мора да се направи некоја поента. Имаш и горе? Знам дека имаш, ама сега Виберот ни е поглавен заради лайвстримот.
Ало? Не. Добро. Одиме тогаш со твојот. Режија? Добра вечер, Македонија. Тале, молим те, се знаеме, супер си, само молим те прашање, без приказките молам, прашање. Дозволи, еве, барам да бидам равноправен со Љупчо, значи една минута, така, минута и нешто. Океј, повели. Значи, пред се за мене, војната 2001 година беше договорена меѓу Америка, ЦИА, Запад, ОНА и СДС, да го турнат од власт ВМРО. Тоа беше договорена војна. Затоа СДС во таа војна после во коалиција заедничка се насуваше предавнички и секоја акција на армија и полиција наша ја клеветеше кај НАТО, кај Америка, кај ЦИА. Да се повлекува наша армија, она да зазема простор, да киднапира цивили и да убива македонци. Сега, Стојан ќе каже дека СДС ги мразе бранителите, да. А чудна работа како можат македонци, македонска партија да мразат бранители, а воопшто не кажат за терористи. Прашање, молим те, прашање, теле, прашање, немам време. Сега имам прашање. Стојанче, бранителите во 2001 година ја бранеа Македонија. Ти рече, беше борба за територии, а сега ти си во власта со која цела Македонија ја албанизирате, со службен јазик албански и со албанизација на Министерство Тале, на молим те, како Господ те молам. Прашање, не ставови, знам ставовите. Кажа ми се. Те молам прашање. Еве го, ово е прашање. Дали се чувствуваш предавник или патриот кога си во влада што смени свето име Македонија и направи бугари, македонска древна историја ја погрчи, друга наша историја ја бугаризира. Прашањето е јасно, фала ти Тале. Дали се чувствуваш како предавник во влада која ги продава македонските национални интереси на Бугарија, на Грција и така натаму? Што е важно како јас се чувствувам? Важно е што граѓаните мислат за мене. За едни сум херој, за други патриот, за трети керамида, за четврти предавник. Впрочем, тоа е цената на јавниот живот. Јас длабоко во себе сум силен патриот и тоа во вистински смисол на зборот и мојот патриотизам сум го докажал и го докажувам на најтешкиот можен начин, бидејќи кога ќе се грижите да не падне карпа на матка врз браната и да поплави пола град, тоа е патриотизам, Јанко. Зарем не? Патриотизам е ова што го правам вечерва. Зборувам за 2001. Кој друг дојде да зборува овде за 2001? Кој го чува споменот на овие храбри луѓе? Ако ја не бев овде, ќе зборувавме ли на оваа тема? Значи, јас толку можам, па сега, кој може повеќе, нека повели. Добро вечер, господине, се обидовте да се вклучите во емисија, па еве, ја ви свртевме од овдека. Повелете, поставете прашање. Да го поздравам Стојанчета, лично се знам со него. Ве слушаме, да, зборете. Да го поздравам дека имаше обечано, имаше ветување дека ќе ги реши проблемите на бранителите за оштетување. Рече дека ќе ме извести, но до сега не ме извести дека заврши работа. А вие сте биле дел од бранителите 2001? Да, 2001. Јас сум Јахи Лика на телефон, го поздравам него, лично го поздравам и вас го поздравувам. Благодарам. Сакам одговор да ми даде, зашто нема обештетување на бранителите уште. Еве го човекот, што ти се јави, што ти Лика. го постави. Лика ќе ме слушаш на телевизија или вака. Значи, Лика е еден од храбрите македонски бранители, ранет во нападот на полициската станица Теарце, еден од првиот напад со кој што впрочем на 22 јануари 2001 година започна војната. Патем Лика е човекот кој што беше со мене кога ми извадија една афера дека ме избркале некој албанец од некој ресторан и Лика е сведок дека тоа не е точно, бидејќи беше со мене. Лика, во овој момент можам да кажам дека оваа иницијатива мислам дека ќе биде помината како што треба, затоа што имав средба јавна со председателот на ВМРО ДПМН Мицковски, но и со премиерот Ковачевски, на кој што и од двајцата имам ветување дека нивните пратенички групи ќе дадат поддршка на законот за обештетување на се уште необештетените воени инвалиди
кои што се 30 на број и 10 до 12 семејства на загинати брнители. Јас сум оптимист, но чекам да ја завршим иницијативата со 4 војни инвалиди кои што ги враќат парите и веднаш потоа ќе излеземе со предлог закон за измени и дополнување на законот за брнители, на законот за посебни права на брнителите. Јас сум оптимист дека ова ќе биде решено. Јован е на линија, повелете. Повелете, господине, во програма сте. Не, добро. Се мешаат и се... Знаеш што е проблемот? Што ја им дадов Вибер, ама ја оставив сим картата унутра. И сега е звонат и оваква, а Вибер не е само обичен Вибер. број. И јас сум крив. Во ред, ајде, нема тоа е тоа. Керамидата ја чуваш. Керамидата ја чувам, ама ја ќе ја кршам со глава. Па Добро ти си вечер, крив. повелете, во програма сте. Добро вечер. Еден пат се јавувам, молим те, извини, само да го прашам Јанко, УЧК зашто ратуел, молим те да ми објасни малку. Јанко не знае. Не Јанко, извини, прашам за командантот. Командантот, па кажа, добро, фала, пријатно. Зошто УЧК ратуваше? Ти викаш за територии. Борба за територија, апсолутно, затоа што токму тоа стоеше во комуникето број 4, кога беше нападната полициската станица Теарце на 22 јануари 2001 година, во која што беше ранет полицаец од Лика кој што пред малку се јави и во нивното комунике тие бараа славо македонците да ја напуштат вековната албанска територија. Океј. Режија, Добро вечер. добро вечер, повелете. Поздрав Јанко до тебе. Поздрав до гледачите. До мене Сакам да нема. го прашам господину Стојанче. Ќе мора да почекате. Ајде, слушам. Ајде. Господине Стојанче, ветивте дека во првата година ќе се изборите за бранителите да им се укинат тие кредити што треба да се вратат. Тоа го ветивте и самите знаете. Сега со оваа актуелна власт сте 5 години. 5 години сте на власт. И се уште ветувате ќе го завршите. До сега требаше 100 пати да го завршите. И ја истото ти го викам. 100 пати до сега. И што сега се искачате на телевизија, да кажувате ќе го решиме проблемот. Абе, господине Стојанче, до сега требаше да го решите 100 пати, бе. Имаш прашање конкретно или само... Прашање до господинот Стојанче. Дали има рок да ни каже до кога ќе го реши проблемот со тужбите со бранителите? Фала ти И- многу за јавувањето. Поздрав. Пријатно. До вторник. До вторник. У среда парите ти се легнати. Ама не, овој човек Нижи не е, насам овој да ти човек баја. не е засегнат. Од кај Но знаеш ти јас дали е ги или се- не? Па ги знам сите кои што се засегнати. Јанко, јас сум енциклопедија за 2001 година. Сметам дека имам најмногу информации, но јас би само укажал дека во политиката е како во кафана, колку пари Момент. толку музика. Колку гласови, толку политичка моќ. Да гласаа бранителите за мене, да имав 30 или 50 илјади гласови, како што албанците гласаа за Дуи, ќе беше друга приказна. Имаме Со прашање 9000 овде. гласови толку. Повели во програма си, Димитар. Те молам, извини. Тоа ми се вклучуваат овие од... Те сватив, да. Димитар, дали си уште тука? Не, го исклучува. Не, треба Симон да го извадам. Невозможна мисија. Димитар, се вклучува и... Ве молам, подоцна јас ке ве барам, не вртете. Нема да ве вклучам во моментов. Извинете. Јас сум крив, но кој е крив? Јас сум крив. 15 пати врти човеков. Димитар, ајде, повели, поставој брзо. Сакам да прашам против кого се борат тие УЧК за да сега да слава тој споменик. Толку има. Добро, ама кого прашуја што? Стојанче бил. Па вајда треба Али Ахмети да го прашаме тоа. Го разбрав. Димитар, ворете ве разбрав. Против кого се бореа УЧК?
УЧК ја нападнаа Македонија и се обидоа да отцепат дел од македонската територија. Ние, македонските брнители, односно припадниците на безбедносните сили, тоа не им го дозволивме. Значи, УЧК се бореа против брнителите, но тоа беше пред 20 години. Ние не можеме да забраниме на албанците да ги чествуват нивните херои, кои што во нивните очи се херои. Исто како што тие нам не ни забрануват и не може да ни забранат да ги чествуваме нашите херои. Оние кои што загинале... Што направивме за нашите херои? Ве молам, што направивме ние за нашите херои? Океј, цела вечер го прашувам тоа, Димитар. Моја цела вечер, значи 1 саат зборевме, фала што се јави, извини вака. Одиме режија, следниот гледач. Само кратко, сите семејства на загинати со исклучок на неколку имат добиено оштета, имат добиено станови и имат вработени членови на семејствата. Господјо Станка, повелете. Ние Станка. Тој, Златко е аджија, така. извини, тој број се појавува. Повелете. Прашање? Поздрав до генералот. Благодарам. Прашање, ако може. Повелете. Епа, додека го постави прашањето, веќе се вклучи ова. Не, го гасам телефонот. Невозможно е. Невозможна е емисијава. Јанко, Да, за жал. Идеме друг пат со... средија сим картичката, ќе дојдам на рада да одговорам на се. Не бе, дај една сим карта бе, части бе, тоа спонзорите твои. Зошто да не? Една реклама немам. Тој комашинот твој има 5000 евра месец. Се шалам. Нема везе. Заборај, се шалам, јадам бурек сега. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Повелете, во програма сте. Јанко? Ме слушаш? Ало? Да, ве слушаме, господјо, повелете, поставете прашања. Јас многу го поздравувам колегава и лауда му е и да е здрав и жив. Тој прв отидоја и му кладоа споменици, ги посетија овие што загинаа нашиве македонци на 2001 година, а овие другиве никој не ојде да види. А лауда му е и свака му час. Благодарам за јавувањето. Слушај, не ми требаат, молим те кажи, луѓе што поставуваат прашања, тоа да те фалат кај бабати, Јанко, кај женати, кај Ти војнати. мислиш дека ова возрастна господја, јас сум ми напишал порака да се јави да ме фали. Не, ти викам да им Не кажеш. користам такви методи, Дали но ова мисли- е реалното расположение. Каде Ја е не- хејтот кој што го има Извини, на Твитер? ја- На ја Твитер не рек- вие сте ја не им Јанко Свиња дозволив. Дебела споено, а јас сум глупата керамида споено. Во реалноста е поинаку. Ја не дозволив да има навредливи работи вечерва. Ви благодарам. А можеше да Ви има. благодарам. Дали мисли гостино дека е лицемерно и подло да зборува за бранителите, а всушност соработува со предавниците? Тој само си наоѓа оправдување за неговите постапки и предавства и удобниот живот што му го пружа власта. Опасно боцкање од господја Виолета доби. Не ти кажам кој број. Не, нема потреба. Па и Само нема. ова целото тврдење е неточно, не знам ни што да одговорам. Па, откако си со нив, доби работа, се... Па апсолутно не е точно, Јанко. Јас 91 влегов во Центарот за образование на кадри од областа на безбедност. Јас сум континуирано имам работа, јас во било кој момент можам да отидам и надвор од Македонија. Овде јас сам напуштив МВР за да формираме политичка партија, ние брнителите. Така да ова тврдење е неиздржано, но има право на различно мислење. Го почитувам правото на различно мислење доколку не содржи вулгарна навреда. Фините навреди и меките ги прифаќам и тие. Океј, Јордан ми пише да ми посочите начин да ми дадете број, имам приказ на поздрав или да ве барам преку Америка, преку Џорџ. Господо, ја со Џорџ многу го газдата си го почитувам. Ние работиме заедно. Ја не работам за Џорџ, ние сме соработници, ја не сум вработен овде, ја само ја реализирам емисијата, така да притисоци од еден или од друг ја не прифаќам. Но, пишете ми што сакате да направите се да се измеша кармака Не, што ако ви треба, јас работи. ќе му се јавам на Џорџ, нека каже што треба кај Џорџ. Ама, баталја Јас се ќе го зборам имам со ја Џорџ. релација со тој човек. Тој ми е пријател мене. Ја
мене ми е чест и задоволство што ми дозволува да ја емитувам тука емисијата. Прашање до Стојанче како му е да седне во иста коалиција со терористи кои ја напаѓаа Македонија, тие се терористи. Ти идеш со таа теза дека после 20 години дека треба да се помириме. Тоа дека се терористи исто е дискутабилно. Во законот има една дефиниција вооружени екстремисти. Но тероризам значи владење со страв. Тероризам е ако сега рокне некоја бомба на плоштадот и луѓето да се плашат. Не е тероризам. Тогаш да бидеш погласен за овие од ова 27 е полошо од април, дека тероризам. не се терористи. Апсолутно не се терористи, ве молам. Како Стојан, дали си знал, уствари вака е поставена. Владо Јовановски терорист. Како или Игор Дурловски. Дурловски терорист. Како Стојанче знаеше за диво населје 7 дена пред да се случи? Прашање. Стојанче тоа нема да го каже, но Стојанче имаше храброст јавно пред македонска телевизија да објави. Не пред диво населје. Месец време пред диво населје, затоа што прво беше нападот на караулата, на која карула беше, кај што се одзема голема количина на оружје, кое што чудно, не знам зошто беше стотици автоматски пушки беа во таа карула. Значи јас јавно, Тоа е пред диво населје, карула такова јас беше. јавно излегов и кажав дека ѓаволот ја однел шегата, дека се дадени 2 милиона евра, албанци, криминалци да се представат како борци за албански права, нормално ќе заведат некои млади албанци, да влезат во Македонија и да убијат македонски полицајци или војници. Ја го кажав тоа јавно, не го криев. Можеше мене службата, односно тогаш УБК, да ме повика и да рече каква е ова информација. Ја изворот пак немаше да го кажам, но моите соборци од тигрите ме знаат добро. Ако овие обични луѓе, кротки, питоми луѓе кои што знаат понекој пат да се смејуваат со мене, тие не ме познаваат добро и не знаат у суштина каков сум јас. Припадниците на тигрите многу добро знаат и требаше сериозно да го сватат моето предупредување. За жал, не го сватија сериозно моето предупредување и имаме неверојатна загуба, 8 луѓе загинаа. Тогаш За беше спореда тезата во Рачиново имаме 3 загинати. дека ова го исценирало ВМРО, тоа вашиве коалиција. Тоа е мојата теза. Не ВМРО. Неколку луѓе од ВМРО не можеме дека да речеме. ова го ние. исценирале цело. До ден денес верувам во тоа неколку луѓе од ВМРО, ама не ВМРО. ВМРО е институција, организација, партија во која што има прекрасни патриоти. Дека неколку луѓе од ВМРО тогаш успеале мимо американците, НАТО и сите сателити да се договорат со албанци терористи, професионалци, кучиња на војната. Викате еден бандит му давате милион или 2 милиони, натака другото е негова работа. Негова работа. Па нашата граница со Косово, кога сакате можете. И ти си убеден во ова. Да, верувам во тоа до ден денес. За жал, видите, немаше Јанко, немаше истрага и не се расчисти овој случај. И ВМРО ДПМН имаше доволно време. 2015 беа овие настани во диво населје, овие трагични настани кај што загина 8 брнители, беа 2-30 ранети. Од 2015 до 17 ВМРО ДПМН беше на власт, доколку се сомневаа во друга верзија, требаше тоа да го испитат и докажат, а и СДСМ има повеќе од доволно време, но не чепна таму. Јас немам моќ, кога јас би бил... Како меѓународната знаеше за 2001 кога да испрати автобуси, за овдека не се испратија? Автобусите беа побарани според сведоштвата на Панде Петровски, откако била донесена одлука да се прекине нападот. Стојанче, дали те поканија, прашање читам, дали те поканија на отварањето на УЧК споменикот? Не. Добро. Но и да ме поканеа, Кои немаше се вашите да отидам. херои? Кажи зошто напушти прашањето од мене лично, од МВР. За да го формирам, да ја формирам политичката партија Достоинство со двотретинска одлука на Централното собрание на Сдруженијето Достоинство, каде што гласа повеќе од 100 луѓе. Имав 50.000 денари плата во МВР и ја напуштив за да формирам партија. За мене тоа беше како скок во непознато. Изгубивме, заминав на брод. Дали имаше специјалци од Бон Стил во Рачиново и диво населје? Тоа не можам да кажам. Шпекулирам? Не можам да кажам. Добро. Дали мислиш дека имаше специјалци од Бон Стил во диво населје? Не можам да кажам. Не сакаш да кажеш? Не можам. Види, немам информации.
Диво населје во моментот. Значи имаш мислење и став дека некои луѓе Јанко, од МВР ова можеби го направиле, но за ова кој се и што се немаш. Во безбедносните структури од 91 година, 2015 сфатив дека ѓаволот ја однел шегата. И јас знам до каде можам да одам. Ја јавно објавив последна недела заминав за Ирак да обезбедам екзистенција за моето семејство. Кажав машки јавно во камера. Тоа го има, најде пишете Ангелов Стојанче, нека напишат клучни зборови, ќе излезе видеото. Кој дебил си го викнал и ти си забегал, ми пишува Маријан Македонец Спасовски. Па добро, Он е македонец, има право така, он е голем македонец. Таквите чудна работа. големи македонци Слушај, имат право. кога направив профил на Фейсбук, ми дадоа неограничена количина колку сакам банови да дам. Па така да ќе го олеснам, никад више да не дојде Еде, ова тука. си е негово Се мислење, шек- мене не ми Ало, бе, сметат полека, ова ваквите е работи. мое, јас си го терам. Мене не ми сметат. Стојанче, не се глупирај повеќе, доста е. Богоја Мојсовски. Нема да те послушам Богоја, мерак ми е да продолжам да се глупирам и не ми може ништо. Еве, и јас не сум нормален и ќе продолжам да те канам во емисија. Очигледно дека, Стојанче, само можеме да заклучиме дека темата од 2001 не е завршена. И кој ја чува жива, се извинувам вака нескромно да прашам? Може да ти одговорам. Може. Дали се знаеше со покојните Стојчеви, Ванче Стојчев и... Да, и многу ми е жал. За жал, тоа е голема трагедија за нас како народ. Двајцата почина. Значи и двајцата овде веле. До ден денеска, бидејќи беа единствени хроничари, кои меѓу другото Се согласувам и за тоа целосно. Се согласувам целосно. дозволи ми, ќе ти давам завршен збор, кој вика го проучувавме. Не ни дава да ги видиме архивите. Што се случувало 2001 да завршам? Значи што е кажано кај мене во емисија, што е и до ден денеска не е окарактеризирано што се случуваше 2001. Дали е војна, дали е конфликт, дали е нереди, дали е свадбена тепачка, се извинувам што карикирам, затоа што ситуацијата е вулгарна, а заради таквата недефиниција, наши бранители не можат да си добијат помош затоа што законски не можат да им ја дадат таа Кој не е помош. давал да истражуваат? Сите влади од 2001 до денес, така? Додека не почина. Во ред. Тоа нешто збори за некоја друга работа, малце повеќе. Но ја не сум научник, јас сум ратник или војн на македонски. Ова е работа за историчарите, за научниците кои што со научни методи треба да дефинират 2001. Благодарам за гостувањето. Јас цело време повторувам дека правото на различно мислење е света работа за мене. Мене не ми смета ако некој смета дека сум предавник. Тоа е негово лично мислење. Луѓето, но нема сум подготвен ни за разговор. Стојанче, значи, ти можеш како сведок, колку толку стручно, но немаме историчар, немаме човек хроничар, кој сериозно ќе седне, не постои документарец сериозен, кој ќе објасни што се случуваше. И се додека не се разјаснат работите, конкретно да се расчисти, празниот простор се пополнува со шпекулации. Кога албанците викаат да бе зошто мразите, затоа што не е дообјаснето. Кога еднаш ќе се објасни, Стојанче тога завршува. Како првата и втората светска војна. Французите ја поразија Германија, но се однесуваа многу крајно вулгарно спрема германците и на тој начин овозможија да се роди еден Хитлер. Па имаа уште покрвава војна. Денеска и ден денес се пеглаат историски комисии, заседаваат помеѓу Франција и Германија, каде што тие разлики се надминуваат и секој ден. Значи, ова било, она било, овој бил крив, оној бил крив и така натаму и така натаму. Посочување со... Ја, мое цврсто мислење како човек, новинар, аматер, тврдам дека додека не излезе стручна комисија, историска, било каква војна и каже, тоа се случи, ова беше војна, ова беше ова или твојата теза дека било војна за територии кој не успеал, нема да мрднеме напред. 15 години го зборувам истото, сметам дека и прв го наметнав ова прашање во јавноста, уште од 2007 година, овде целосно се согласувам со вас. Се додека науката не даде одговор на ова прашање, ние можеме да дискутираме од нашите гледишта, кои што понекогпат се многу субјективни
и се романтизирани. После 20 години настаните се романтизираат. Тоа е нормално, но се надевам дека еден ден, се надевам дека во Македонија ќе се формира едно такво работно тело, составено од експерти кои што ќе одговорат на овие прашања. Па еве, ни наметна со Бугарија да ги пегламе тие работи. Еден ден ќе Пеглањето некако споро иде. И шо викаат твоиве? Дека Ванчо Михајлов е претходник на ВМРО ДПМН, тоа и моите викат. И? Па ја истото го викам, кога прашав Пандов во една телевизиска емисија, кој ви бил председател пред Љупчо, он ги знае работите, вика, па Ванчо, а пред него Тодор, викам, добро. Се шегувам, има таму многу непознаници. Види, ние сме учеле комунистички историја. Нашата историја е полна со некои дискутабилни теми. Јас пример го спомнувам сега емисијата ја пробив, ама турското робство, нели ги набивале на кол, ги убивале, а што и правеле на французите во Франција, на британците во Британија, тоа било средновековие, насекаде бил сличен третманот на царот кон поданоците. Треба ние едноставно да малку таа целата историја порастеретено да ја протолкуваме. Како и да е, ние сме македонци од секогаш и македонци ќе останеме. Нема начин македонштината да биде згасната со ниеден закон, со ниеден меѓународен договор. Благодарам за вечерашното гостување. Почитувани гледачи, благодарам и за вашето учество. Тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.